Вистинска паника меѓу сегашните и идните пензионери предизвика најавите дека тие би можеле да се соочат со значително пониски пензии, доколку не се спроведат реформи во пензискиот систем. На оваа тема предмалку со директорот на ПИОМ Никола Мемов разговараше колегата Дејан Трајковски, па во живо го вклучуваме во вестите и повели Дејан да чуеме што вели Мемов, дали има место за загриженост околу пензиите. Борче, загриженоста, како што кажа ти, се појави откако излегување анализи дека придонесите кои што ги плаќаат работниците не се доволни да се исплатат сегашните пензии, па на годишно ниво владата ја крпи условно кажано таа дупка која што се отвара во фондот, а дополнителен притисок создава и тоа што бројот на пензионери полека се повеќе се изедначува со бројот на вработени, односно на оние кои што ги плаќаат придонесите, но првиот човек на ПИОМ Никола Мемов уверува дека нема простор за загриженост и дека владата законски гарантира дека пензиите мора да се исплатат. Во едно вели дека веќе се подготвува и сет мерки кои што би оделе во насока на реформи на пензискиот систем во земјава, па предлагам тука повеќе од него да слушнеме околу ова прашање. Точни се констатациите дека соодносот на број на вработени во државата со бројот на пензионери се намалува. Од 1,7 према 1 сега е намален на 1,64 вработени на еден пензионер. Пензискиот систем е стабилен. Пензиите се исплаќаат, меѓутоа вториот столб како дел од пензискиот систем на Македонија врши притисок на првиот столб, тоест на фондот на ПИОМ. Борче, стравување се појави кај оние кои допрва треба да бидат пензионери, по информациите дека околу 70-80% од идните пензионери нема да ги исполнат условите за минималец. Тоа првенствено се припишува на недоволен стаж и нередовни уплати на придонеси. Сепак според директорот на ПИОМ и минималната пензија ја гарантира владата, односно идните пензионери ќе земаат пензии од ПИОМ и од вториот столб, односно тие заеднички ќе комплетираат пензијата која што ќе треба да ја земаат пензионерите, но како тоа во пракса ќе се одвива и каков е тој механизам, предлагам да слушнеме повеќе од Мемов. Со тој фонд не управува државата, со средствата во вториот столб управуваат и тие средства ги инвестираат пензиските друштва. Во Македонија имаме 3 пензиски друштва акредитирани за таа работа. Меѓутоа, анализите се дека од Законот за задолжително капитално пензиско осигурување, дека еден дел од средствата во пензиите на идните пензионери ќе ги обезбеди првиот столб, тоест ПИОМ, а другиот дел ќе се обезбедат од пензиските друштва, односно од вториот столб. Доколку двете суми, средствата од двата извора, кога ќе се спојат, сумата е под минималната пензија, тогаш владата го гарантира минималната пензија и таа ќе биде сервисирана од фондот на ПИОМ. Така, Борче, најавите се тие. Пензискиот фонд е под силен притисок долги години, па останува да видиме што ќе донесат оние најавени системски реформи кои што ги спомена и Мемов. Студио. Дејан Трајковски за ситуацијата во пензискиот фонд и благодарам.